Од денеска веќе не важи мирката гарантирана цена, односно нема замрзнати цени за дел од производите. Каква ќе биде цената на лебот, брашното, зејтинот и слично, ќе одлучуваат самите трговци. Оваа одлука ги плаши анкетираните граѓани на терен во Штип, пред камерите на Имнет телевизија. Велат дека од утринава цените во маркетите не се променети, но очекуваат нивен скок во наредниот период. А децидни се дека тоа ќе биде директен удар врз нивниот домашен буџет. Нема ништо сега како што беше до вчера, натека не знаеме. Не верувам сега за сега, бар натека не знам ќе видиме што ќе биде. Цените си исти сега за сега, дури има намалување на некои гледам производи на овошето. Мандарините се поевтини, крставичките се поевтини, гледам и некои други работи. Секи се покача, дечко, само парите не. Лошо. Од многу работи ќе се откажеме, да не јадеме, да не купуваме. Лошо е. За нас што е со мали плати, лошо е. Плашиме се како не се плашиме. Во страшно, до сега што не е било. Јас сум 71 година, ама до сега во не е било. Преку ноќ 100%. Како ќе влијае тоа на буџет? Како? Никако. Никако ќе нема ни држава. Не знаеме, ќе видиме. Ќе видиме, што да ви кажам, не знам друго. Тешко, пензионерска, тешко. Мерката за замрзнување на цените на белиот леб, брашното, тестенините, млекото, јајцата, месото беше донесена на 20 септември годинава. Нејзино продолжување нема да има, но затоа се очекува проблемот со енормно поскапување да се реши со законот за нефер трговски практики, кој пак се уште е заглавен во собрание. Од владата претходно рекоа дека не очекуваат нагло да пораснат цените на производите, но доколку сепак повторно трговците стават нереално високи цени и непазарни цени, ќе бидат санкционирани со високи парични казни. Дел од членките на Сојузот на стопански комори деновиве рекоа дека нема да има големи корекции, како и дека раст на цените ќе има само кај оние производи кај кои досега се работело нерентабилно. Пазарниот инспекторат од денеска со засилени контроли на терен ќе бара дали цените на производите ќе ја следат пазарната логика или трговците ќе стават нови, нереално високи цени.